Во однос на амнестијата, владата многу пати има повторено дека во моментов се случуваат историски процеси во Република Македонија, кои што имаат една единствена цел – интеграција на Република Македонија во НАТО и интеграција во иднина во Европската Унија. Значи, ова се процеси кои што ја движат Македонија напред. Пратениците од власта и дел од опозицијата, знаете сите дека ја прифатија иницијативата дадена од председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и дека се формираше во собранието интерпарламентарно тело за интеграција, реформи и помирување. Владата, кажавме повеќе пати како што кажав, поддржуваме акти со кои ќе се дефинира помирувањето. Акти со кои јасно ќе се разграничи насилството, физичкото насилство и осмислување на тоа насилство за 27-ми, наспроти присуството во собранието како дел од толпа, тие што го осмислиле црното сценарио, тие што извршиле насилства и тие кои што треба да се исправат допрва пред лицето на правдата. Овие политички одлуки се разбира дека носат политичка одговорност, но важно е дека мешање во судството нема, ниту ќе има по било која основа. Целта на овој закон е да се донесе помирување помеѓу највисокиот орган во државата или во собранието на Република Македонија и уште еднаш да повториме. Јасно е дека нема да има амнестија за организаторите или за сите кои учествувале или извршиле насилство на денот 27.